Honda ја напушта Формула 1 по крајот на 2021 година, односно кон завршетокот на следната сезона, и што ова значи генерално за Формула 1 и што значи за Red Bull Racing и неговиот сестрински тим Алфа Таури и сите пикантерии околу ова. Останете со каналот Формула 1 на македонски веднаш по интрото. Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Како гром од ведро небо, за повеќемина верувам удри оваа вест дека Honda на крајот од следната сезона се повлекува како производител на моторни единици од светот на Формула 1. Вест која Honda срамежливо ја најавуваше, одбивајќи да потпише нов повеќегодишен договор со Red Bull и Алфа Таури и продолжувајќи го постоечкиот договор на само една година, односно до крајот на постоечките сет на мерки, односно сет правила кои моментално владеат во Формула 1. Honda оваа одлука ја образложи со потребите, целите ресурси кои ги поседува човечки, индустријски и финансиски да ги релоцира кон производство на автомобили и автомобилска технологија која ќе емитува нула емисии, односно кон целосна електрификација на својот производен погон. Honda повеќе не верува во проектот Формула 1. Треба да се присетиме дека Макларен, Рон Денис и Мартин Витмаш во тоа време ја убедија Honda во 2013 година да потпише нов 10-годишен договор за враќање во Формула 1. Меѓутоа, знаеме дека таа приказна со Макларен не го виде светлото на денот. Honda премногу рано влезе во спортот. За само една година не успеа да се доволно подготви, што е јасно, и со овој сет на комплицирани и тешко совладливи сет на мерки и правила, многу е навистина тешко да се влезе во спортот од кога веќе имате учесници како Мерцедес, Рено и Ферари, кои веќе има една година, две пред нив простор за развој на нивните моторни единици, но потоа Honda докажа дека може да успее и најпрвин со Торо Росо, а потоа со Red Bull и повторно да го освои светот на Формула 1, 5 победи на Макс Верстапен со Red Bull и 2 пол позиции. Ова вест не фати сите неспремни, ги фати и Red Bull неспремни. Се извинувам. Red Bull е сега во небрано. Што ќе прават Red Bull и неговиот сестрински тим Алфа Таури? Каде да се обртат за моторна единица? Назад кон Рено? Тоа е тешко замисливо, бидејќи ги срушија сите мостови, би рекол, во последната година кога Red Bull користеше Рено мотори. Обвинувања тешки помеѓу Кристијан Хорнер и Сирил Абитебул за саботажа, за намерна дистрибуција, за намерна пречка во дистрибуција на резервни делови и компоненти. Навистина паднаа тешки зборови, обвинувања, па потоа кога Макларен одлучи дека ќе ја откачи Honda за Рено реши да се откачи од Red Bull, па Red Bull се префрли на Honda, така да се направи тој еден трансфер. Меѓутоа, од друга страна, дали Red Bull има избор? Тука имаме ситуација каде што Мерцедес веќе снабдува 4 тимови во 2021 година и тие сите 4 тимови имаат повеќе годишни договори. Тоа е самиот Мерцедес нормално, Астон Мартин, сегашен Racing Point, тоа е Williams и Макларен следната година, знаеме дека оди со Мерцедес мотори, Red Bull и Ферари исто така незамислив спој. Алфа Таури можеби, бидејќи Торо Росо користела и претходно моторна единица на Ферари, односно Алфа Таури, поново се извинувам, тешко ми е да се одвикнам од Торо Росо, тоа е едно име кое повеќе години беше присутно во Формула 1 и правилникот во ФИА наложува сега
и Конкорд договорот дека оној производител на мотори што во случајов е Рено, кој снабдува најмалку тимови, а од следната година тоа ќе биде само фабричкиот тим на Рено, кој ќе биде ребрендиран под името Алпин, ќе биде приморан доколку Red Bull не успе да направи некоја комбинација да му плати на Вилијамс да земе Ферари мотори или Хас и Алфа Ромео, што би било многу чудно за Алфа Ромео, но можеби Хас да земе Рено мотор па да се ослободи еден мотор на Ферари, па Вилијамс можеби со некој подобар дел да земе Ферари мотор, па да се ослободи пакет за Мерцедес, пакет за Red Bull, меѓутоа дали па Мерцедес би сакале да му дадат на Red Bull мотори на својот најголем конкурент во последниве десетина години, се разбира заедно со Ферари. Тука има многу игри во прашање што ќе биде со Макс Верстапен. Сите знаеме дека Мерцедес се уште нема потпишано договор со Луис Хамилтон. Луис Хамилтон мислам дека игра на карта да ги сруши сите можни рекорди до крајот на оваа сезона и следната, и со завршување на овој сет на правила да се пензионира од Формула 1 како апсолутен победник со најмногу титули, победи, пол позиции и се останато. Дали тоа значи, дали се отвара врата Макс Верстапен доди во Мерцедес, на вистина, или можеби Мих Шумахер, синот на легендарниот Михаел Шумахер. Многу комбинатори ќе во игра. Ќе биде интересно да се видат овие следни година дена, би рекол, бидејќи кон средината на следната сезона, доколку сезоната започне во редовниот термин во март, ние веќе во јуни-јули ќе знаеме Red Bull со кој мотор ќе оди и Алфа Таури со кој мотор ќе одат во 2022, нови сет на правила, нови комплетно шасии. Тоа ќе биде на вистинен турбулентен период, како ќе се снајдат не знам, меѓутоа од Red Bull потврдија дека остануваат посветени на Формула 1 агендата до 2025 година, најмалку со тоа што го потпиша новиот Конкорд договор. Целиот автомобилски свет оди многу забрзано кон електрификација на своите погони. Во времето кога Honda одлучи да влезе повторно во Формула 1, хибридната формула беше таа што требаше да донесе иднината и се уште е така, меѓутоа светот забрзано оди. Бирократите во Европа и бирократите во Америка на големите производители им наместија, би рекол, им наметна неверојатни тешки рокови и превисоки стандарди кои автомобилската индустрија не може да ги постигне во краток рок. Доколку им се даде време, може да ги постигне тие нови рокови и нови, би рекол, лимити за емисии и така натаму. Меѓутоа, они сакаат да земат бирократите пари, а на сметка на тоа да бидат про екологијата, про зелениот свет и забрзано да го префрлат автомобилскиот свет од бензин, дизел на електрични мотори. Меѓутоа, со тоа според мене се прави само една класична илузија, една замка на краток рок, бидејќи автомобилите кои согоруваат со внатрешно согорување, да ќе тргнете вие од улиците во догледно време за 10 до 15 години, меѓутоа 73% од електричната енергија во светот се создава при горење на горива, што значи дека вие автомобилите нема да ги загадуваат градовите, но вие само го тргате проблемот на страна или по тепих и целото тоа загадување повторно ќе доаѓа од фабриките. Моментално само 20% од електричната енергија според Google информациите се произведува од нуклеарни централи и останатите 7-8% од обновливи извори. Политичка агенда поврзана со технолошки развој, сите сме за нови технологии, сите сме за промена, меѓутоа во премногу кога ќе се дадат премногу кратки рокови, премногу барања на едно место, тоа доведува до крах и еве Honda не вели дека овој пат се повлеко од финансиски причини, едноставно вели морам све што имам и луѓе и инфраструктура и финансии да пренасочам за да можам до 2030 година да го постигнам тој таргет за електрификација. Тоа повлекува домино ефект во момент кога мислевме дека Формула 1 конечно ќе се смири, ќе се сталожи, имаме буџетска рамка од 145 милиони долари, имаме правила, сет на правила кои треба да донесат многу поблиско тркање со введување на така наречениот ground effect, односно тоа уземјување, подот на болидот ќе генерира целокупната потисна сила и болидите ќе можат да се следат еден со друг, имаме блиски битки, најавуваат промена и во начинот на кој ќе се користат пневматиците, така да конечно очекувавме еден мирен период и сега навистина еден голем удар за Формула 1. Ви сакам да го чујам и вашето размислување, што ќе биде со Формула 1, дали ова е навистина голем удар да се загуби еден од 4 производители во Формула 1, достанат само 3,
прагот за влегување на нов производител е многу тежок, $200 милиони се бара однапред да биде платено кон Формула 1. Кој би луд тоа би го направил сега е навистина големо прашање. Како и секогаш ви благодарам што го следите канал Формула 1 на македонски. Лайк, шер, субскрайб и во коментари го очекувам вашето мислење да развиеме една дебата што ќе биде со Red Bull, што ќе биде со Алфа Таури и што ќе биде со Формула 1, како и што ќе биде со целиот автомобилски свет кој забрзано се трка да се префрли на електрификација. Поздрав!